Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта, петочна, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Како да го зачуваме здравјето на срцето и крвните садови? Дали правилната исхрана, физичката активност, редовните лекарски контролни прегледи се рецепт за здрав кардиоваскуларен систем. Доктор Иван Милев, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник, е денешниот гостин во студијата на Телма. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Докторите советуваат медитерански тип на исхрана, некои велат 7 часа сон, брзо движење, барем 3 до 4 пати во неделата, редовно земање на терапијата за хронични болести. Сето тоа може да придонесе за општо здравје, но и за здравје на кардиоваскуларниот систем. Сега ќе започнеме со нешто што ние го издвоивме како совети за контролни прегледи, што тие треба да вклучуваат, дали сме во право или не, вие сега ќе ни потврдите, ќе го погледнеме првиот телоп за денеска, кој што гласи дека треба да се контролира редовно крвниот притисок, количината на шекер во крвта, холестеролот, телесната тежина и тука спаѓа ризикот од цигарите. Докторе, ќе започнеме редоследно зошто е важно крвниот притисок да биде регулиран и какви последици тој остава врз крвните садови доколку е и срцето доколку е покачено. Пред се да кажеме дека сите овие фактори вие што ги тука наброивте се фактори што се модифицирачки. Именно за да настане некоја кардиоваскуларна болест, имате модифицирачки и немодифицирачки фактори. Немодифицирачките фактори се она што вие не можете да го промените. Тука спаѓа полот и генетиката. На кој начин полот и генетиката влијаат? Машкиот пол генерално има поголема склоност кон кардиоваскуларна болест во пораната возраст во однос на жените и генетиката, една од најсилните предиктори за појава на болест е генетските фактори на семејството, односно појава на членови на семејството кои што имале кардиоваскуларна болест, поготово во младата возраст, негде 55-та година, појава на срцев или мозочен удар, кај некои од предходниците, од родителите или дедовците и слично, носи голем ризик за поколението што се позади него за да го имаат истиот проблем. Да го имаат истиот проблем. Значи тоа се фактори што ние не можеме да им влијаеме, нели? Овие што се тука наведени еден по друг се сите модифицирачки фактори, односно фактори кои што се лекуваат, се препознаваат, се контролираат и сите тие подеднакво имаат влијание врз развојот на кардиоваскуларната болест. Крвниот притисок е се уште се вика дека е убиец број 1 во светот, бидејќи се смета дека околу 50% од вкупната популација на планетава има покачен крвен притисок. Многу пати пациентите прашуваат зашто имаат висок крвен притисок, пробуваат да најдат причина за истиот. Тука треба да кажам дека причините за покачен крвен притисок се мултипни, значи не е еден единствен, и дека се најчесто фактори на околината, физичката кондиционираност, активност, начинот на исхрана, внесот на сол и пак тука влегува генетиката. Да, генетиката. Именно целата таа група на висок крвен притисок во 90% е се оваа група на притисок кои што се од овие фактори. Само 10% од младите луѓе, и тоа млади луѓе на возрастот деца од 10 до 20 години ќе имаат висок крвен притисок заради некакви болести на аортата, на бубрезите, на бубрежните артерии, на надбубрежните жлезди и слично. И тоа е сосема мала група на која што спаѓа во доменот на педиатриска кардиологија кај мали деца со висок притисок. Тоа е друго. Целата таа друга група на огромна бројка се возрастни пациенти. Настанокот може да биде во било која возраст. Обично машките негде меѓу втората и третата деценија, жените меѓу трета и четврта или во тек на бременост ќе развијат хипертензија која што потоа или висок притисок која што потоа ќе им се установи. Зашто е крвниот притисок проблем? Затоа што високиот крвен притисок физички ги оштетува крвните садови, го уништува внатрешниот слој низ кој што тече крвта и потоа на тој оштетен слој може полесно да се развие атеросклерозата, односно болеста на крвните садови во смисла на таложење и инфламација, односно воспаление со сформирање на запушувања кои што подоа ќе водат кон болест, кон зависи од тоа каде се наоѓа. Крвниот притисок е посебно опасен за мозочните артерии, за артериите на очите, за артериите на срцето, за артериите на бубрезите, води кон сексуална дисфункција кај мажите, например, бидејќи оштетува исто така витални артерии, така да
се што е над 180 како крвен притисок е опасно за долгорочни рамки и бара итна медицинска помош. А што Кога кажуваме сега нискиот 180, тоа е да речеме вредност на притисок која што бара итна интервенција. Сега, кога зборуваме за нормален крвен притисок, колку би веќе требало да биде тој? нормалниот крвен притисок е се што е испод 130 со 80. Меѓутоа, за нас кардиолозите идеален притисок е 120-70 или 110-70. Што значи тоа? Тоа значи дека што е притисокот помал, ризикот за појава на кардиоваскуларна болест е исто така помал. И затоа, кога ќе добиеме пациент со гранична хипертензија, например 140-90, треба добро да процениме дали тој пациент ќе добие некаква терапија или како ќе почнеме со лекување на притисокот. А што е со повозрастните лица? Дали е нормално старите лица да имаат благо покачен притисок? Благо покачен притисок може да имаат старите лица, се согласувам со тоа, и негде до 10 до 15 мм живин стоп на диференцата помеѓу, да речеме, човек на 40 и на 60 и плюс години. Меѓутоа, ние како лекари не би требало тоа да го многу толерираме, бидејќи иако тоа е за нивната возраст нормално, сепак тој притисок ближи кон оној висок кој што може да направи болест. И затоа би требало да го третираме. Нискиот крвен притисок дали е штетен за здравјето на срцето и крвните садови? Нискиот крвен притисок е благодет кај оној што може да го поднесе. Значи, нискиот крвен притисок значи мало оптоварување на циркулацијата и е добар за долговечност. Меѓутоа, не секој човек може тоа да го поднесе. Во принцип, све што е испод 90-60 се смета за низок крвен притисок, меѓутоа, крајно индивидуално е кој како ќе го поднесе. Има луѓе што го поднесуваат сосема во ред и тие функционираат најнормално, има луѓе кои што не се навикнати на него или метеоропатија и слично, кои што ќе добијат симптоми на главоболки, поспаност, малаксалост и слично. Но сепак нискиот крвен притисок е далеку помала грижа за лекарот отколку што е симптом на пациентот, така наречен симптом некогаш, бидејќи пак ќе кажам, треба да е навистина пациентот во хипотензија, во низок крвен притисок кој што ќе му го толку загрози квалитетот на живот или ќе му доведе да падне во некоја колапсна состојба, па за да направи голем проблем. И како правилно да се измери во домашни услови? Притисокот, кога мериме притисок, и тука имаме некои финеси за мерење, значи притисокот би требало, најточен е притисокот кога се мери во хоризонтална, во лежечка состојба, бидејќи кога сме исправени, дел од крвта се редистрибуира во долните делови на телото и притисокот е лажно понизок него што е реално. Зависи од типот на апаратот, постојат повеќе апарати, најчесто се користени овие дигиталните апарати, подобра варијанта да се мери на надлактицата, бидејќи е по-добар сигналот. На лева или десна рака? Кај нормални здрави луѓе не треба да има диференца повеќе од 5, максимум 10 мм жива лево или десно. Доколку има таква диференца, тогаш обично имаме проблем со атеросклероза на некои од артериите на рацете и тогаш треба да се испитува причината за таа разлика. Доколку пациентите мерат притисок со живиниот манометар, кој што беше порано единствен начин на мерење, тогаш треба да се мери првиот низок тон на диастолата, значи на вториот притисок, првиот удар, односно тој да не се земе како низок, него оној момент кога ќе почнат тоновите да се менуваат, тоа е нешто пониско од тоа. Меѓутоа, со тек на време секој може да се научи да го мери и би требало повремено луѓето штом ќе направат над 40 годишна возраст да си го мерат и дома притисокот, бидејќи многу пати кога ќе земете анамнеза ќе ви кажат дека имаат несоница, дека стануваат ноќе на мокрење, дека ги боли глава од нејасни причини и слично, дека се раздразливи, дека некогаш губат апетит и тоа се све симптоми на хипертензија која што не е откриена. Бидејќи не секогаш дава јасни симптоми, постанува долго време недетектиран не оди секогаш проблем. со главоболка или со градна болка или стегање во градите, некогаш може и вакви дискретни симптоми, например ноќно мокрење, да биде еден од првите знаци на висок крвен притисок. На хипертензија. Да преминеме на следниот фактор кој што треба да се контролира за да имаме здрав кардиоваскуларен систем, а тоа е количината на шеќер во крвта. Постои ли причинско-последична поврзаност помеѓу нивото на шеќер во крвта и здравјето на срцето? Крвните садови, точно така.
Шекерот во крвта е само она физичко мерење на растворените количини на шекер во крвта. Шекерот во крвта е далеку повеќе од тоа, тоа се оние сложени метаболни процеси кои што настануваат на нивото на ендотелот на крвните садови, бидејќи шекерот се смета за васкулопатија и невропатија. Зборувам сега за хроничен нерегулиран шекер, не зборувам за прва појава на дијабет, нели? Значи, колку е дијабетичниот стаж подолг и колку пациентите имаат по-нерегулиран шекер, ризикот за оштетување на крвните садови и на периферните нерви е поголем. Имено во тие структури кај што се обавува исхраната на тој внатрешен слој на ендотелот, се ствараат комплексни полисахариди, мукополисахариди, значи тоа се комплексни соединенија кои што доведуваат до постепено уништување на мазноста, на проточноста на крвните садови и на тој начин ризикот за почеток на таложење на воспаление на ендотелот со холестерол, слободни радикали, оксидативниот стрес е голем и се ствараат такви угрушци, односно плаки, ние ги викаме плаки, тоа се острва на атеросклероза кој што постепено доведува до стеснување на артериите и до исход од типот на удар или слично. Шекерот, ние како кардиолози, негде околу третина од нашите пациенти кои што се оперирани заради байпас или интервенции на каротидните или периферните артерии и слично имаат нерегулиран дијабет. Така да добрата регулација на дијабетот е основа за долговечност. Често пати во амбуланта ќе кажеме дека постојат неколку типа на старост. Значи, ние имаме хронолошка старост, имаме биолошка старост, па имаме ментална старост и од тука многу зависи колку години имаме. Има луѓе кои што имаат 40 години, а изгледаат како да имаат 60 и обратно. Фактички, здравието на артериите е основа за здравието на долговечноста, бидејќи 70% од смртта настанува од кардиоваскуларни болести, уште добри, веројатно 7 до 10% од малигни заболувања или нешто помалку, кои што пак зависат од исхраната и од метаболизмот на периферните ткива. Значи, ние сакаме да имаме чист метаболизам, односно чист проток на и добар дотур на енергија од до секоја клетка за да се спречат настанувањето и на овие заболувања и на малигните болести. Дали и гранично покачените вредности на шекер може да направат, на шекер во крвта може да направат проблем? Генерално не, тоа се обично гранични покачувања се пред дијабет, или се состојби кога сме значи сме неле поголема количина која што не можеме да ја метаболизираме, изгориме, и граничните само побудуваат една алерт, односно внимание кон пациентот што има гранични вредности да се направи ендокринолошки преглед, да направи неколку тестови што ќе го стават во категорија дали е во некоја преддиабетична фаза или во диабетес или дали му треба терапија или не. Така да се преземе нешто во случај да има да се превенира. Да. Одиме на, значи мора да се регулира шекерот во крвта, тоа е задолжително. За диабетичарите е златно правило живот под 7. Значи 7 милимола на литар. Тоа е вредноста на шекерот која што е дозволена. Се што е над 7 е проблем. Нормално не е сега инцидентно ако некој измери висока гликемија после јадење и слично, но оние просечните тромесечни вредности, најчестите мерења треба да бидат околу 7 или под 7. Да. Одиме на следниот ризик фактор, следната контрола што треба да направиме за да си го зачуваме здравието, а тоа е холестеролот. Што тоа значи? Кога станува збор за холестеролот, покачена вредност, нормална вредност, дали здравите лица треба да имаат една вредност на нормален холестерол, условно речено, во споредба со ние со кардиоваскуларни болести? Така. Холестеролот е една голема, да кажам, се уште табу тема или догма или непознаница, можам да кажам, во општата популација, затоа што многу луѓе се загрижуваат од високи вредности на холестерол. Самиот холестерол, во отсуство на други ризик фактори, во отсуство на ендотелна дисфункција, во отсуство на пушење, дијабет, дебелина, недвижење и слично, не е апсолутен ризик фактор за здрав човек. Значи, зборувам дека за здрав човек кој што немал до сега никаков ивент, немал настан, немал инфаркт, немал стент, немал байпас. Така да кај овие луѓе
дозволено е да се одржува и некоја повисока вредност на холестерол, со тоа што кај нив би требало да се заштитат превентивно крвните садови со некакви специфични или неспецифични мерки. Неспецифичните мерки може да бидат, например, масните киселини, омега-3 масни киселини, во доза од 500 до 1000 мг на ден, кои што ќе ги зголемат така наречените добар холестерол, чистачот на крвните садови, ќе го намалат така наречениот лош холестерол, оној кој што предизвикува повеќе атеросклероза и слично. Меѓутоа, тоа повторно ќе кажам, тука зборувам за здрав човек кој што нема претходно никаков ивент. И кај нив велиме дека границата може да биде 5,2, во некои лаборатории 5,6, но 5,2 е како референтна вредност. Но што со оние кои што веќе имале некој кардиоваскуларен проблем или некоја друга хронична болест? Срцев удар, имплантиран стент, бајпас на срцето, операција на каротиди, нозе, стент на периферија на каротиди и слично, треба да држат понизок холестерол, кој што треба да биде под 4 за тоталниот холестерол и под 2 за LDL, односно low density штетниот Чисто не ми е јасно зошто е тоа така. Вилат нормален ми е холестеролот, а добивам терапија. Да, добивам терапија, бидејќи тие лекови кои што ги даваме, статините, не се само лекови за да физички го намалиме холестеролот, бидејќи атеросклерозата не е болест на таложење, како што порано се мислеше дека тоа е болест при кој што холестеролот и другите материи се таложат. Тоа е болест на инфламација или воспаление. Значи мора да има некој воспалителен процес да се наталожи за да се наталожи, а тоа воспаление не мора да биде од некој инфективен агент, од ковид или од не знам грип или од не знам што, може да биде воспаление од слободни оштетување од слободни радикали, од пушење, од конзервација, од исхрана, од аерозагадување и слично. И на тој ендотел кој што е веќе оштетен, низ кој што тече крвта континуирано, липидите во крвта, холестеролот заедно со факторите од тромбоцитите и другите ткивни фактори прават плаки и запушување на артеријата. Затоа кај статините, лековите што не се само да го намалат холестеролот, него и да го зацврснат ендотелот, односно да го подобрат квалитетот на протокот. Значи не е, и затоа тие лекови се long life или цел живот во моменталните guidelines нормално. Така? Не знаеме како ќе биде за 4 години или 8. И една од причините што е животниот век зголемен во нормалните модерните држави е употребата на тие лекови. А докторе, доколку некој е здрав и добие покачена вредност на холестерол, над онаа референтна што ја споменавте, што треба да направи? Па за почеток да се стави на диета, со тоа може да го со промена на исхрана. Со промена на исхрана може да делува на некоја третина или 30% од вредноста што има. Например, ако има 7,5, може до кај 5 да стигне и тоа е веќе доволно. Понатаму треба да се проба со масниве киселини и потоа да се направи еден преглед и да се види дали има ризик фактори и евентуално да се почне и со терапија ако, например, има над 55 години или има генетика и слично. Фактички ние сите пациенти ги ставаме во една Фрайминген, класификација по Фрайминген. Значи тоа се пациенти кои што имаат ризик од кардиоваскуларна болест во следниот период. И гледаме дали се во зелената група, жолта, портокалова или црвена. И од таму зависи дали ќе ја третираме таа индивидуа или не со лекови. Ајде да видиме што е следно што треба да го разгледаме денеска во Телма амбуланта како ризик фактор. Тоа е телесната тежина. Некои истражувања покажуваат дека луѓето во развиените земји, повеќе од половина, имаат проблем со тежината, односно се преухранети. Што ова значи? Дали секој од нас треба да застане на вага и да си ја провери тежината, па да си пресмета некои параметри како што е индекс на телесна маса? Па што е тоа индекс на телесна маса и зошто е важно да го знаеме? За жал, тој тренд дојде и кај нас. Во секојдневната пракса многу често добиваме прегледи на деца кои што се од 10 годишна возраст, па и помали нагоре, кои што се преухранети. Ќе почнеме од почеток дека едно дете, доколку во првите 5 години е дебело, има поголем ризик да добие хиперплазија на така нареченото темно масно ткиво. Тоа е масно ткиво кое што има способност на меморија. И тоа дете има поголем ризик да во иднина биде дебел. Значи, дебелината треба да се избегнува од мали нозе. Уште од најрана возраст. Уште од најрана возраст.
Дебелината е исто така светски проблем, како што ќе биде светски проблем и дијабетот за кратко време. Се смета дека во 2040 година или 2050 околу пола од популацијата ќе биде обезна или дебела. Зашто е тоа така? Едноставно, ние живееме во побогат свет, а храната ни е многу достапна. За да стигнеме до неа не треба ни да копаме ниви, ни да сееме, жнееме, него едноставно да си која купиме во првиот супермаркет. Бомбардирани сме од брза храна, од трансмасти, од супстанции кои што се штетни за здравјето генерално. А од друга страна немаме доволно време да се посветиме за да имаме поголема телесна активност и да ја трошиме таа енергија која што ја внесуваме. Така да дебелината почнува од мали нозе па оди и понатаму. Вика дебелината е наследна. Дебелината не е наследна, но наследни се навиките. Односно не се и тие наследни, но се пренесуваат. Се стекнуваат во една фамилија. Ако имате двајца дебели родители, тешко ќе очекувате дека тоа дете е слабо, бидејќи перцепцијата за дебелина е различна, бидејќи порано бабите викаат здравите деца треба да бидат дебели. Дебелки такви, буцмасти и јадењето е здравје. Уствари сега гледаме дека јадењето може да биде и болест и тоа се поише го доживуваме. Секој од нас треба да знае кој му е неговиот BMI или индекс на телесна маса, body mass index. Тоа е некој однос помеѓу телесната тежина и телесната висина. Тоа е некоја си просечна вредност, која што е до 18,5 е слаб човек, односно патолошка астенија се вика тоа. Нормален индекс од 18 до 25. Значи тука имате нормални луѓе со нормална градба, некои се послаби, некои покрупни, но се уште нормални. Над 25 индекс на телесна маса се прекумерно тешки и над 30 се дебели, обезни. Значи, тоа е грубата вредност. Секој од нас исто така може да ја измери и телесната маст, значи телесните масноти. Тоа се прави со мерење на кожниот набор со калипер на различни регии, делтоидниот мускул, стомакот и така натаму. И спрема дебелината на кожниот набор може да се процени колку проценти од телесната градба се телесните масти. Значи имаме спортисти кои што имаат и по 13% телесни масти, тоа се супер вредности. Просечните нормални луѓе 20-25%, 20% или повеќе. Дебелината сама по себе е ризична, бидејќи носи оптоварување на кардиоваскуларниот систем, носи склонност кон хипертензија, носи зголемена работа на срцето. Во едно масно ткиво имаме крвни садови. Тие крвни садови мора негде да се хранат. Значи срцето работи на празно. Значи без потреба пумпа низ место каде што нема потреба да пумпа. И затоа дебелината треба да се превенира. Како да се превенира? Со навики на исхрана кои што се стекнуваат од порана возраст, а не или ако човек добие болест, тоа е потешкиот пат, полошиот пат. Обично тога се прават сите промени во исхраната, кога некој ќе добие некаква дијагноза или ќе се соочи со здравствен проблем. Марија, све е до мотивацијата. Апсолутно. Значи, ако имате мотивација, ќе го направите и обратно. Ако не сте убедени во тоа, нема да го направите, односно ќе чекате да се мотивирате лошо, ако ќе се мотивирате со некаква болест. Значи тогаш мотивацијата е јака, меѓутоа штетата е на ваш. Веќе е направена. Да. Така, а во однос на стомачата дебелини, висцеларните масти, односно оние масти што се наоѓаат под стомачните мускули. Уште. Дали таа дебелина е поштетна за кардиоваскуларниот систем во однос на тоа е само морфолошкиот аспект на дебелината. И се тоа е шведска студија со обемна струк е докажано дека тие кои што имаат таков тип на градба на телото, односно тип јаболко го викаат, нели, имаат поголем ризик за кардиоваскуларни болести. Но тоа е некаква статистичка корелација на морфологијата на телото и појавата на кардиоваскуларна болест. Обично ќе видите дека пациенти со нерегулиран дијабет имаат почесто стомачна висцерални масти во стомакот. И тука баш се поклопува она ризик стратификацијата, дека ти имаат поголем ризик за кардиоваскуларна болест.
Така, но сепак дебелината сама по себе си е ризик, како што споменавте, поради тоа треба да се стави под контрола. Сите овие ризици што ги спомнавме до сега, една по една се помалку штетни него кога се кумулирани. Но генетиката излезе дека е најголем ризик за кардиоваскуларна болест и посебно треба да бидеме предпазливи кога ќе ни дојде на некаков скрининг преглед, значи прв преглед, кардиоваскуларна проценка, пациент кој што има во анамнезата јака генетика за болест и плюс некои од овие фактори ризик што може да ги смени. Ќе пуштиме тука еден блок реклами, а потоа продолжуваме, имаме да разгледаме уште многу аспекти кои што се поврзани со здравјето на срцето и крвните садови со доктор Иван Милев. Останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта, разговараме со доктор Иван Милев, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник за здравјето на срцето и крвните садови, како да го зачуваме, како да превенираме разни болести, но и кога ќе се случат одредени промени, како да се лекуваат. Се надевам дека докторе ќе стигнеме до таму, да погледнеме уште еден ризик фактор кој што се однесува на кардиоваскуларното здравје, а тоа се цигарите, односно пушењето. Кај нас не е мал бројот на лица кои што пушат цигари. Како тие влијаат на кардиоваскуларното здравје? Што е проблемот конкретно? За жал, ние мислам дека сме на трето место во Европа. Тука негде спрема бројот на испушени цигари по жител. И тоа е еден факт што е за нас кардиолозите и генерално за превентивните лекари поразителен, бидејќи по многу статистички студии и слично се покажа дека пушењето просечно го скратува животот негде помеѓу 5 и 10 години, зависи од студија до студија. И сега тоа пушење кој ќе го искомбинирате со факторите наши на околина, со аерозагадување, со пестициди, со квалитетна исхрана и слично, доаѓаме до една бројка која што за жал ги дава тие резултати за просечниот животен век во Македонија верзус во споредба со, да речеме, еден Монако или Шведска или Шкотска, кој што е негде меѓу 8 и 10 години подолг. Тука спаѓаат и цигарите, и тоа во голем процент, затоа што со самата горење на тутунот се ослободуваат повеќе од 7000 супстанции токсични. Не е само тука никотинот, него 7000 токсични супстанции, некои од нив се познати, некои не се уште до точно откриени како делуваат на здравјето. Меѓутоа, што е поентата е дека тие токсични супстанции директно го уништуваат оној ендотел или внатрешната обвивка на артериите и ја зголемуваат развојот на атеросклерозата. И тука доаѓаме во едно врзано коло да пушењето ги уништува артериите се склони кон таложење и настанок кон атеросклероза, кон болести, настанок на овие болести. Доколку некој прекине да пуши, тоа е најдобрата опција за секој, најдобрата одлука во неговиот живот. Да. Може да се повлечат овие воспалителни процеси? Се смета дека негде после 6 или 7 години тоа е добрата страна што, например, кај нерегулираниот диабет, артериите потешко се опоравуваат отколку кај луѓето што пушат со тек на време. Значи, после 7 години се смета дека ендотелот и дека промените на артериите се реверзибилни после прекид на пушење. Една од најдобрите одлуки на секој човек би било да ги остави цигарите. А ако ги замени со електронски цигари? Ако ги замени со електронски цигари, тогаш има помалку токсични супстанции кои што ги внесува, за разлика од пушењето. Меѓутоа, се уште има голем ризик да добие белодробно заболување, различни типови на пневмонии, дури некои малигни болести, бидејќи се уште не се откриени сите нус ефекти на електронските цигари. Така да, ако веќе планира да се откажува, многу поздраво е да користи целосно. Или да ги остави целосно, зашто ќе му треба доста волја и карактер и мотивација,
она што го спомнав преска, или некоја субституција. Значи, постојат, не знам, кај нас, не сум влезен во таа тема, но сигурно може да се набават мастики кои што имаат никотин или има мали инхалатори. Значи, тука контролирано внесувате мала доза на никотин, без да го горите тоа, без да ги да го подвргнувате на термичка обработка. И FDA, односно Food and Drug Administration од Америка, тоа го признава како подобар начин на откажување него користење на електронските цигари. Значи, електронските цигари се секако помалку штетни него пушењето, но не се безазлени. Значи, треба да кажеме дека подобро е да не се користат. Секако најдобро е да не се користат, а сега ќе преминеме на исхраната, која што исто така треба да биде здрава. Има најразлични режими на исхрана, диета и луѓето кога ќе побараат некој начин на исхрана на интернет, велат дека вклучуваат тие диети многу скапи продукти и дека не можат да си ги дозволат. Дали здравиот начин на исхрана мора да биде скап? Не мора да биде скап здравиот начин на исхрана, меѓутоа здравата исхрана обично не е толку вкусна колку што е другата исхрана. Проблем, да. Значи, како викаше она дете на неќам грашак да јадам на планина. Меѓутоа грашакот е многу здрава супстанција, го фативме грашак. Но ретко кој сака грашак, да бидеме искрени. Да, ретко кој сака грашак или вика демек брокулата била добрата страна е што е многу добра и здрава за исхрана, а лошата страна што е невкусна. Така да ние имаме како поднебје доста зеленчук. Значи треба само да го користиме тоа што го имаме. Значи грашак, боранија, граф, леќа, тоа се материи кои што ги имаме во околина и можеме да ги користиме и не се толку скапи за да кажеме дека треба да биде скапа здравата исхрана. Да, авокадото е скапо, се слагам со вас, меѓутоа дали ќе земете бамија или авокадо, многу голема разлика нема, само што бамијата мора да ја спремите, а авокадото треба само да го излупите. Така да не се согласувам дека здравата исхрана е скапа, него здравата исхрана потешко се влегува во навиките на исхраната и затоа луѓето имаат малце аверзија према неа и од еден начин на исхрана кој што некој ќе влезе со години од типот на брза храна или на кафански начин и слично да се преориентира на домашна исхрана, за неја треба и малце време. Значи трошење на време. Луѓето затоа и одат во дебелина, затоа што немаат време да си ја готват својата храна. Да, а брзата храна е генерално штетна. Сега тука има многу типови на диети и многу типови на исхрани, зависи од тоа дали во каква е возраста, полот, работата, колку калории троши тој човек во текот на денот, дали работи ноќе, дење и слично. Препорачувате ли на македонска традиционална кујна да се преориентираат вашите пациенти или пак они што ја добиле некакви покачени резултати на холестерол, шеќер? Кај нас, да, за тие треба да се намали внесот на овие јаглени хидрати од, например, од компирорис, тие се имаат прилично многу хидрати во нив, но не се забранети, но да не бидат тие главни и секојдневни јадења. Але апсолутно е по-прифатливо тој тип на исхрана него некоја друга која што ќе биде скапа, па потоа брзо ќе се отфрли заради тоа што луѓето немаат економија да ја користат. Ние имаме добар тип, ние имаме квалитетна храна, се уште. И имаме се уште имавме здрава храна која што можеме да си набавиме. Треба да се вратиме кон тие навики и тие навики како за жал, како одат генерациите, така се помалку се видливи во семејството. Во моје време ние седевме со родителите и ручавме во 4 часот. Семен ручек имаше? Беше семен ручек и тука имаше, се знае, имаше манџа, имаше супа, готвена салата. храна, имаше сега, тоа го немате веќе и затоа и се случуваат овие епидемии на дебелина и слично. Генерално, секој индивидуал може да си види од која храна му е као корисна и пожелна за него
и во суштина треба да се намалат штетните супстанции. Штетните субстанции се јасно и познати. Значи, тоа се трансмастите, тоа се А ги има секаде, во ги има лиснато секаде. тесто, бурек, Лиснати, кифли. буреци, кифли, маргарини, мајонези, мислам тоа се све храни кои што треба да се елиминираат. поготово кај луѓе над 50 години, 40 години. Над 40 години веќе треба да ги скрос избегнеме тие храни, бидејќи ризикот за болест кај нас е поголем него кај некој дете. Кај помладите. Ама кај тоа дете ќе се створи навикато. Па после тоа ќе си има проблем кој ќе тешко стане да се врати на нормалната патека. Шеќерот, значи трансмастите, рафиниран бел шеќер. А солта? Солта е Кардиолозите потребна. велите да не се употребува премногу. Премногу значи меѓу 1 Но не значи да не се употребува воопшто. 1, 3, 5 грама на ден, зависи ако сте некој спортист и маратонец и трчате и вежбате, ви треба секако сол и разбирате, али повеќе од 3 до 5 грама на ден не треба да се користи. Солта е штетна во делот дека го зголемува крвниот притисок, затоа и него сакаме поготово кај луѓе кои што имаат срцева слабост и слаба оштетување на пумпата на срцето, тука треба солта да се намали. Значи сладките работи, трансмастите, калориите, генерално како калории. Сега вие може да внесувате и супер здрава храна, но ако го бомбардирате телото со 3-3.500 калории на ден, а трошите 2000 калории, 3000 калории повторно ќе се метаболизираат во резерва, односно во масно ткиво и ќе почнете да се гоите. И покрај тоа што многу луѓе викаат јас се хранам здраво, а се обезни. Значи имаме преголем внес на калории. Значи калориите би требало да се мерате. Сега тоа мерење калории не е едноставно, ама секој од нас треба да си го познава телото и да биде секогаш на ивица на глад. Значи ивицата на гладот е подобро него стално да има чувство на ситост. Значи кога имаме стално чувство на ситост, секако ќе одиме во плюс, односно во обезност. Докторе, а што е со алкохолот? Да речеме, некои луѓе имаат навика секој ден да си испијат една чашка ракија со салата. Или пак да се напијат чаша вино. Како тоа влијае на кардиоваскуларниот систем? Ракијата генерално може да биде штетна кај луѓе кои што имаат болести на црн дроб, дијабет, атеросклероза и така натаму. Кај здрави луѓе може да дозволиме една чашка на жесток алкохол, иако би требало и тоа да се избегнува. Околу виното ние го сакаме црвеното вино, бидејќи има росферитроли, има антиоксиданси кои што ги делуваат на тие слободните радикали и доза од 200 мл на ден не е прифатливо. Ако баш мора. Вела дека физичката активност е предуслов за добро кардиоваскуларно здравје. Што значи ова? Треба ли сите ние да трчаме секој ден или пак да одиме во теретана, во некој фитнес центар? Што се подразбира под здрава физичка активност за срцето и крвните садови? Тоа е култура на живење. Мислам, западниве цивилизации, пак ќе се вратам, имаат различни навики, и малци се по-различни од нас. Тама ќе станете во 7, ќе видите маса луѓе трчаат по улици, по паркови и слично. Кај нас има, но не е толку тоа застапено. Физичката активност ги подобрува не само кардиоваскуларното здравје, него и менталното и здравје и психолошкиот профил на човекот и делува на долговечност. Значи, луѓе кои што активно, рекреативно работат и се физички активни, генерално живеат подолго него тие кои што се неактивни. Хормонот на среќа, ендорфинот, е она што се лачи при физичката активност. Тој хормон делува поволно и на притисокот, и на сонот, и на расположението, и на килажата, и на се. Среќниот човек може да одржува линија. Тој што е несреќен, стресот ќе го нема желба за ништо, ни мотивација. Така да физичката активност е мајка на секоја долговечност. Сега тука повторно имаме обсек од дозирање. Што значи за млади, што значи за повозрастни оптимална физичка активност? Млади спортисти можат да бидат колку што можат, колку што им имаат перформанси, но кај нив треба да се прават нормално
спортско-медицински прегледи. Луѓе над 30, меѓу 30 и 40 година, доколку се само рекреативни, односно доколку имаат само некакво пешачење на равно, без ризик фактори и слично, можат да се обидат да го зголемат опсегот, но ако го зголемат опсегот би требало да прават и преглед. Луѓе над 40 години би требало барем да имаат 5 пати неделно 45-50 минути и тоа да трае до крајот на животот, со тоа што кај октогенериците, односно луѓето над 80 години, веќе во нормалните држави е апсолутен тренд на бодибилдинг, бидејќи се гледа дека на таа возраст. Да, бидејќи се гледа дека мускулната маса и одржувањето на виталноста на мускулната маса поволно делува на мозокот и ја спречува на некој начин старење и деменција. Така да апсолутен хит е октогенериците да вежбаат со мали тежини. Сега, така еве да ги охрабриме и гледачите кои што се на таа возраст, да, ама некако неприфатливо е за во Македонија многу работи се неприфатливи, знам. Тоа ми е мене јасно и затоа и така отворено го дискутираме тука. Некои ќе речат дека нели не треба да се претерува. Точно е тоа, не треба да се претерува каде што немаме испитување направено. Ако имаме направено испитување, ако е се во ред, слободно, човекот може да се подвргне на потешки физички активности. Тука е една дигресија. Во музеот во Цермат, под Матернхорн, ќе видите човек на 92 години качен на Матернхорн. 4470 нешто, чист алпинизам, на 92 години. Значи, во Запад луѓето ќе се навредат ако им кажете дека се стари, а се отишле на планинарење. А тука се препорачува за таа возраст прошетки? Евентуално брзо одење? Прошетките се задолжителни. Но ова е нешто што може да го додадат. Нешто што може да се толерира и што во таа... Доколку се здрави да ја зголемат мускулната маса заради нивното ментално здравје. Кога имате здравје, немате лимит. Односно, треба... Сега, пак ќе кажам да бидеме рационални спрема возрасти и кондицијата и прегледите што се правени. Меѓутоа, не треба да го ограничуваме ако некој може, затоа што е возрасен, да не го прави тоа. Доктора, се повеќе млади луѓе возат велосипеди на планински терени. Да. Вие сте исто така планинар. Да. Можеме да погледнеме и неколку фотографии од искачувањето на Килиманџаро, ако не се лажам. Да, тоа беше сега оваа зима. Од мене ми беше репетиција втор пат. Повеќе сакав и сопругата да види како изгледа висината, да ја фати. Да ви биде друштво, висина, да, 5800 с Килиманџаро. Дали ова може, докторе, секој да го прави? Се препорачува ли секому, бидејќи навистина се возат долги патеки со велосипед, напорни, некои се жала дека потоа им се слошило и слично? Тоа се нетренирани луѓе кои што имаат големи амбиции без подлога. Значи, може, но за тоа треба да се изработи и да се стигне. Значи, не можете вие да станете маратонец за една година. Можете за 5 години. За една година тешко ќе станете маратонец и подобре да не се обидувате. Вие колку време искачувате планини? Па 20 и кусур години. Значи, после толкав период можевте да... Не, тоа си е степ бај степ, тоа е надградба. За ова што се случува сега мене ме радува, бидејќи клониме кон западов, да имаме се повеќе млади луѓе кои што се планинарат, возат точак и све. Кај нив само ќе апелирам да редовно си прават прегледи, бидејќи напор од возење на 50, 60, 100, 150 км не е безазлен и кај нив треба да се прават кардиолошки прегледи. Значи, без разлика што имаат 20 или 30 години, тие луѓе се треба да прават кардиолошки прегледи секоја сезона, доколку се толку физички активни. И тука ние малце со тоа одиме кон западните вредности, каде што ќе видите на еден триглав, например, деца од 4-5 години се јазат по тие сајлите нагоре, по карпите, со цела фамилија. Кај нас тешко се уште тоа, но се надевам дека ќе стигнеме и таму. Така, и моето последно прашање за денеска ќе се однесува, докторе, на суплементите. Потребно ли да се земаат суплементи? Дали е вистина дека витаминот К2 ги чисти крвните садови одвнатре и тоа би било добро за кардиоваскуларното здравје? К2 Д витамин е така хит во нутриционизмот, бидејќи К2 подобрува таложење на калциум во коските, односно го намалува ефектот на калциум врз
артериите на срцето и другите крвни садови, е во ред за и би требало да се зема. Исто така D-витаминот е добар бидејќи влегува во сложени метаболни процеси и веќе се знае дека ниски дози на витамин D може да доведат до кардиоваскуларна болест и до срцев удар. Во нашата болница преку веледрогеријата Филофарм имаме еден одличен препарат, Ортомол се вика. Има различни типови и е многу препорачлив за било која возрастна група, за спортисти, за бремени, за жени и слично. И еве ги поканувам нашите гледачи да го пробаат. Иначе од суплементи јас лично би користел, например, или користам есенцијални масни киселини и тоа е доволно ако евентуално магнезиум и слично при долги тренинзи или маратони, тоа е доволно, не треба да се претерува секогаш со тие витамини. Ви благодарам за денешните јасни препораки што ни ги дадовте, поврзани со здравјето на срцето и крвните садови. Се надевам дека сите повеќе ќе се грижиме за здравјето и дека ќе ги смениме животните навики, бидејќи седичкиот начин на живот е карактеристика за современиот свет. Некако тешко одат промените, но што повеќе физичка активност, очигледно толку подобро здравје, не само кардиоваскуларно, туку и ментално. Ние сме и среќата, ендорфинот е многу важен. Пред 20 години, така да јас сум оптимист дека и тоа кај нас полека, ама сигурно ќе се смени. Ви благодарам на гостувањето. Почитувани, ова беше уште едно петочно издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Овој пат во студиото гостин беше доктор Иван Милев, субспецијалист, кардиолог. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.